Правдата во Хаг е евидентна. Имаме гледач на линија. Добро вечер. За кого? Добро вечер. Филип од аеродром Сјаво. Филип, повелете го сам Филип. Ништо, само сакав да кажам дека некои збинувања што беа пред 5 години и може повеќе, дека сигурно го знаеш еден човек вика Берлускони. Да, погласно малце ве молам. Викам, сигурно го знаеш Берлускони во Италија. Добро. Не, најголемата заслуга му е даде Бертиноти, тоа беше последниот комунист, еден од последните во Италија, и која рече овој денес не победи и треба да му дадеме признание. Тоа се случи во Италија 2008 година, кога Берлускони конечно комунизмот го стави на колена, значи тоа кажа дека немаат принципиелни, не се конструктивни и само прават дела за штета на државата. И па 2013 година треба да се случи кај нас со конечна победа над наци-комунистите во Македонија. Така. Благодарам многу сам Филип за вашето јавување. Благодарам за вашето очекување од 2013 година. Со оглед дека еве тоа се првата емисија во 2013. Рековме дека, почитувани, тука сме и постоиме за вас овие сите минути, со оглед дека сакам да го слушам и коментарот за околу престојните локални избори, што денеска опозицијата евидентно, јасно и гласно упати порака дека нема да излезат на локалните избори, ќе останат на улица, таму да ја дефинира демократијата. Па тоа сакам да го слушам гласот на народот. Еве, повторно, ова е 10-та покана до господинот Бранко Црвенковски. Ве поканувам, господин Бранко Црвенковски, дојдете, ве молам, во гласот на народот. Дојдете, слушнете го гласот на народот. Разговарајте со народот. Одговарајте на нивните прашања што ќе ви ги постават. Ви ветам дека нема никаква фингерајка, никогаш немаше тука фингерајка. Значи, лично народот ќе ви постава прашање. Говорете со тие што ви дадоа мандат да бидете председател на државата, да добиете пензија која навистина не е мала. Во секој случај, најмлад пензионер во Република Македонија во историјата од политичките елити. Сакам да говорите со вашите избраници и вашиот електорат, дали ви дава право така да се однесувате во Македонија, имајќи факт дека има голем број ваши и сопартици кои сакаат да го превземат кормилото, никако не им дават можност. Исто така ги поканувам и останатите политичари, господин Никола Груевски исто го поканувам да дојде во гласот на народот. Значи нема тука опозиција власт. Сите политичари кои барали, добиле мандат, дали се власт или опозиција, треба да говорат со народот. Еве можеме да понудиме. Еден од вас нека биде во 1000-арката, другиот во 999-та. Па да го слушнеме тоа влијание кој, доколку не сакате двајцата, еден по еден. Значи ве поканувам во гласот на народот. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер. Кој се јавува? Еден вас редовен гледач. Да се представите, може ли? Може под псевдоним? Па немојте псевдоними. Зашто може да речам било кој име? Па добро, нашиот, ние имаме идентификатор да ви кажам и веднаш покажува она, знаете, дали се јавувате точно или не? Да, сега ја да ви кажам. Добро, ако не се представите, не. Немојте, Кратко, јас сум Милош. Редовен гледач и пријател со господин Кацаровски, и со Ивана, и со сите вас, и со вас лично. Добро, велите. После емисијата ќе се чуеме. Добро. Јас се јавив пред малце кратко, дадов резиме за позитивни и негативни. Добро. Тоа преполна 2012 со наставни и позитивни и негативни. Сакам да кажам, реков анонимно, во смисол АјКУ 192. Тоа е интелигенција по Менса од 1980 година. 192, браво. 192, Токио, 19. јануар 1980 година, 36-то место во цел свет. Браво. Сега, бидејќи имам познавање и интелигенција и од медицина 8 иновации и член на НАСА 2 иновации до ден денес.
члена на Ломоносов во Москва. 2 иновации по генетика, страшни генетски работи, климатски работи, тетовски поместувања во сончевиот систем, биологија, хемија, физика, математика. Ајнштајн беше гений, како Никола Тесла, можда да реча помалце од Никола Тесла. Има 2,42. Просекот е од 90 до 110 IQ. Сега, поентата ми беше да речем, јас сум универзален гений по сите области, чак и политика од времето на СФРЈ, член на ЕСК, на работнички совет и така натаму. Али сум по вокација, да речем, медицинар, али да речем по став превентивец и по познавање од сите области, без и на идеи од дваата, така многу убава, да речем, настан од тогаш во самота беше пред може ли да те замолиме, да ве замолиме, со оглед дека, еве, ве слушаме од два пати се јавивте, моја чест и задоволство што наистина Македонија има таков капацитет со IQ 194 и 2, ве поканам еден од наредните емисии, че се договориме заедно. Господин Толич, поентата ми беше да остане за наредните генерации тоа знаење да го пренесам, да се активирам политички. Добро. Сега и да гостувам било кога сакате, на било која тема, по 1 сат малце ми е од економија, па до членство во НАТО, така натаму, по демографија, по било што. Благодарам. Значи, задоволство ми е почитувани кога слушам вака интелигентни македонци кои наистина се за респект да ги имаме у програма. Со оглед дека рековме дека темата е што ќе запаметиме 2012, што очекуваме во 2013, би сака да вклучам уште од некои од гледачите, со оглед дека знам дека сакате да дадете еден контрибут ова емисија да биде што интересна со ваши размислувања, ваши констатации. Рековме дека и натаму ги очекуваме политичарите да дојдат да го разговарат со народот и сакам да ве прашам што мислите за ова иницијатива на опозицијата дека и натаму остануваат на улица, барат чистење на избирачките листови, колку што ми е познато, имаше и став на Државна изборна комисија, таму има и Кондарко, колку што ми е познато, или ако може грешам, дали е сменет Кондарко, дека е се прочистено, дека листите се проверени така натаму, избирачките листови, и дека нема проблем. Зошто имаме неверни томи, зошто не веруваме самите во себе си кога не сме на власт или кога сме на другата страна на медалот, па се ни е криво, се не боли, секој е против нас и така натаму. Зошто не гледаме вистината во очи? Тоа се прашање, почитувани, што наистина секам секогаш да ги ставите, и ја ги ставам секогаш пред мене кога сакам нешто да ги решам, некои дилеми, проблеми или прашања кои заслужуваат одговор. А одговорот е во самите нас, бидејќи проблемот е во нас, не да бараме во некој друг. Се оно нам што ни се случува како резултата од нашето поведение. Но има и такви, реков, кои се навистина тешки и по душа, и по крв, и по карактер, кои јадат свој лебат, туѓа брига, грижа водат, како се вика. Оговарачи, кодоши и така натаму. Тој збор на вистина не може да се модифицира. Добро вечер. Кој се јава? Добро вечер. Добро вечер. Кој се јава? Се јава Иван Младеновски од Коцка. Повелете го со Младеновски. Видите, јас сум не баш така ух човек, но покасно малце се вклучи во програмава. Добро. Па би сакал темава да ја знам. Темата, како што најавме, пошто ја паметиме, пошто 2012, што очекуваме 2013. Предпоставам дека не гледате на телевизија. Така, брат. Па, видите така, по многу ови работи. Така? Без разлика што се случили негативни, многу негативни работи.
Но верувајте, во секое лошо има зрнце добро. То значи дека не слушат некои други, знаат дека постоиме. Сега, 13 година, 13 б викат некој негативен, некој позитивен, јас не знам. Очекувам нешто очекувам и сам не знам што. Но нешто сакам друго да кажам. Некој мој поглед. Јавно искажувам дека сум јас националиста, социјал-националиста, македонски националиста. Немојте да мислите дека сум јас та проклет човек, не ги сакам другите луѓе, ги сакам на вистина. Сите луѓе ги сакам, без разлика дали се од ова вера, дали се од она, дали се било што. Јас ги сакам. Соработувам, друштво, пријатели имам нивни. Нама ова година нема да биде баш како што некој си ја замислува дека ќе бидете проблематична или не знам каква. Како што реков, јас сум неук човек. Би сакал сепак некое прашање да ми поставите. Добро, не би сакал интервју да водам вечерва, бидејќи гласот на народот е мојата основна преокупација и цел на оваа емисија, да го слушам народот што мисли, како размислува, што коментира и така натаму. Еве, почитувани, би се заблагодарил на почитуваниот Иван, претпоставам дека така се представили господин Милош, претпоставам Иван беше, да. Благодарам многу уште еднаш што се јавивте. Тука би ја заокружил вечерашната емисија Гласот на народот. Темата, како што реков, пошто ќе запаметиме 2012, што очекуваме во 2013. Ова беше прва емисија во ова 2013 лето господово, реализирана на телевизија Сонце. Ве поканувам петок, значи на телевизија, македонска телевизија сателитски канал, која исто така телевизија Сонце ја пренесува. Тогаш ќе ни биде 997-та емисија, во која ги покани Благица Павловска, Благоја Груевски, како естрадни уметници, но кои ќе говорат за и околу традиционалните вредности на македонецот, во Македонија, што значи македонската песна, македонскиот бит, македонскиот фолклор, во делот на одржувањето, зачувањето и одбраната на македонскиот идентитет. Тука исто така ќе бидеат и представници на туристичките организации во кои ќе го представам господинот Горан од Гламур, кој ни е еден и соработник и наш покровител во една од наши емисии, но тука го кануваме како човек кој ќе потврди, сведок кој ќе говори колку македонецот посветува во делот на заштита на она национален фолклор. Исто така почитувани ќе имаме уште еден соговорник кој би го соопштил деновиве, ексклузивец и кој исто така ќе говори за и околу одржувањето на македонскиот бит и борбата за македонскиот идентитет. Бидете ми живи и здрави, во канал во 14 часот утре на каналот на телевизија Сонце, да проследите заедно со нас репризата, а во 22:30 на македонска телевизија во живо Порта. Пријатна вечер.